Изгласан буџетот на општина Штип за 2018 година. Основниот буџет е проектиран над 470 милиони денари, кој е за 7% намален за разлика од буџетот за 2017 година. Градоначалникот Благој Бочварски за прв пат го бранеше и го образложи новиот буџет, а за намалениот основен буџет вели дека се должи на намалување на непродуктивните трошоци, како што се репрезентација и набавка на возила. Приоритетите во буџетот за 2018 година ќе изнесуваат 180 милиони денари. Како еден од поголемите проекти ја наведе изградбата на детската градинка Сењак, во која општината ќе учествува со 55%, а останатите пари ќе се обезбедат преку Бирото за рамномерен регионален развој. Од оваа година почнува и проектот изградба на брана на река Отиња. Браната на река Отиња е проект кој што го ветивме и проект кој што е со консензус мислам дека прифатен во нашиот град да биде реализиран и тој проект успеавме да излобираме да влезе во програмите на Министерството за земјоделие, да биде да се одвојат средства за допроектирање на оваа брана и веднаш кога ќе биде готов проектот заедно со сите фази ќе почнеме со реализација на браната на река Отиња, така што оваа година од буџетот нема да трошиме средства, но успеавме да обезбедиме средства од централната влада. Бочварски забележа дека во буџетот се планирани средства од 6 милиони денари за изработка на основен проект за секундарната гасификациона мрежа. Во делот на улиците, обиколницата која што се работи веќе, јас ги поделив на неколку фази. Тоа е првата фаза која што се работи сега и која што продолживме да ја работиме и во овој период. Во фаза сме на проектирање на втората фаза, или од влезот на предпријатието Баргала до булеварот Гоце Делчев, до таму каде што треба да реализираме еден кружен тек и потоа да продолжиме со третата фаза. Така што за оваа година планираме да ја завршиме првата фаза, односно до Баргала и да отпочнеме со реализација на втората фаза од влезот на Баргала до булеварот со кружниот тек. Предвидени се и пари за реконструкција на една од најфреквентните сообраќајници во градот, а тоа е во населбата Сењак. Ќе се гради прифатен центар за бездомни куќиња. Зголемени се и парите за образовните институции, а преку Агенцијата за млади и спорт ќе се гради и првиот мал затворен базен. Во преговори сме со Агенцијата за млади и спорт за да обезбедиме средства за изградба на затворен базен со помали димензии во населба Сењак во училиштето Димитар Влахов. Тоа е мал затворен базен и ние ги веќе подготвивме сите документации, техничката документација која што ја побараа од нас за да бидеме први во Република Македонија кои што ќе добијат ваков проект и верувам дека сега сме на исчекување од нив да видиме каква ќе биде нивната одлука. Верувам дека во наредните месеци ќе отпочне реализација на тој проект. Предвидени се и пари за градскиот стадион, монтажни трибини за неколку игралишта, изградба на околу 10 спортски игралишта во општина Штип. На денешната седница на Советот, позицијата и опозицијата си ги покажуваа силите на одредени точки. Опозицијата присуствуваше на денешната седница, но најави дека денеска се само за буџетот, а во наредниот период ќе имаат и порадикални мерки. Со ова не сакаме да ги ставиме граѓаните на општина Штип заложници на ова политичко случување, туку сакаме да порачаме дека ние сме овде во интерес на градот и во интерес на граѓаните. Така и ќе продолжиме во наредниот период да делуваме. Што се однесува во делот на поддршка на притворените македонски патриоти, на наредните седници на Совет ќе продолжиме со бојкотот, но исто така нашиот револт, нашето незадоволство ќе го преточиме и со други методи на делување, односно со блокирање на раскрсници на булевари, се со цел да се покаже на оваа власт, на оваа хунта, дека не треба неистомислениците да се затвараат и оние кои што ја сакат и бранат Македонија да бидат во затвори. На денешната седница на Советот на општина Штип беше верификуван и мандатот на советничката Сонја Нацевска, која доаѓа на местото на Ален Георгиев, кој беше носител на советничката листа на СДСМ, а си поднесе оставка, бидејќи ја извршува функцијата директор на Штипската клиничка болница.